Македонија полека станува дестинација за така наречениот адвенчар или алтернативен авантуристички туризам, а лидер во тоа е Прилепско-Крушевскиот регион. Болдерингот, планинскиот велосипедизам, планинското трчање, параглайдингот се само дел од спортовите кои во овој крај привлекуваат илјадници туристи од целиот свет во текот на годината. Адвенчар туризмот во општина Прилеп и во Прилепско е во постојан раст. Доказ за тоа е првата година кога почнавме да го организираме фестивалот Марио Offroad Experience. Започнавме со 100 гости, за минатата година да имаме 800 и со тенденција за оваа година да го зголемиме бројот на учесниците. Планираме да имаме 1000 бројка од 1000 гости. Минатата година низ тој дел Крушево Прилеп поминаа преку 2500 параглайдеристи. Од тоа е карактеристично што тие не преночуваат само еден ден, туку се одржуваат и купнат превари кои трајат од 7 до повеќе дена. Токму на оваа тема во Крушево беше одржан и семинар за овој вид на туризам и како тој производ подобро да се спакува и да се продаде на посетителите, а со тоа да се придонесе и за поголем економски бенефит. Прво со обука, до обука на луѓето, потоа со апел до надлежните институции да се инвестира во оние сегменти кои се во моментот најнеопходни и кои за краток временски период ќе донесат повраток на вложената инвестиција, за да можеме да постигнеме повисоко ниво на квалитет на туристичкиот производ што го создаваме и нудиме на пазарот. Прилепско-Крушевскиот регион полека станува центар за развој на овој вид на туризам, не само во Македонија, туку и на Балканот. Крушево представува атрактивна туристичка дестинација за развој на активниот туристички туризам, пред се за развој на параглайдерството. И оваа година ќе се одржат 2 европски првенства во параглайдерство, во змајарство и во параглайдерство. И во вкупниот број на ночевања овие луѓе учествуваат со околу 50%. Минатата година имавме повеќе од 15.000 ночевања од овие туристи параглайдеристи. Ние развивавме стратегија да во секој дел од годината имаме по еден голем настан со што се привлекуваат доста туристи не само од Македонија, туку од регионот и пошироко. Организират и голем број светски и европски настани од типот на екстремни спортови како што е параглайдинг, мотокрос, маунтибајк, ултрамаратон. Целта на овој семинар била подготовка за Западно-Балканската конференција за активен туризам, која ќе се одржи во Охрид од 9 до 12 мај. Конференцијата е од огромна важност за Македонија, бидејќи ќе привлече 300 гости од регионот кои што се заинтересирани за овој тип на туризам. Меѓутоа, меѓу нив ќе има и 60 купувачи туроператори од Северна Америка, Западна Европа, Азија, кои што пред сега гледаат Македонија како интересна дестинација за активен туризам. Меѓу другото, меѓу посетителите ќе има и над 25 представници на примарни медиуми, како што се National Geographic, Wanderlust, Yahoo Travel, Lonely Planet, New York Times, Guardian и така натаму. Конференција од ваков голем обем и формат за прв пат ќе била организирана во некоја балканска земја. Дел од експертите сметаат дека иднината на македонскиот туризам е во развојот токму на оваа понуда, затоа што Македонија станува се повеќе препознатлива дестинација во светот за развојот на овој активен или алтернативен вид на туризам. Токму затоа и локалната самоуправа и државата треба да посветат многу поголемо внимание за промоцијата на овие природни убавини кои што ги имаме.